Поздрав до сите! Како што знаете и видовте, јас сум еден од оние кандидати за градоначалници кои што се малку неконвенционални и вие не сте навикнати многу често да гледате ликови како мене. Но јас едно можам да ветам дека луѓето кои што доаѓаат на нашата листа од советници располагаат со своји квалитети и со своја професионалност со која што овие работи за кои што ретко кој се залага ќе ги остават. Имаме уникатни предлози, имаме оригинални предлози, имаме пристап кој што досега не е виден на нашата политичка сцена. Тоа е пензионерскиот фонд и помошта на пензионерите. Тоа се оние картички што ги зборувавме, тоа се социјалната правда преку оние основни човекови права кои што секој од државава треба да го има. Ние ќе се залагаме овие работи прво во центар да се реализираат, за да можеме на градот, па ако треба и на државата, да ја дадеме насока. Како треба да се водат работите? И дека општината не е некоја институција која треба да биде далеку од граѓаните. Таа треба да биде блиску до граѓаните и треба да биде непосредна со граѓаните. Тоа значи дека во комуникацијата со граѓаните ние ќе отвориме општината и ќе дозволиме тие да имаат секојдневно пристап. Ќе отвориме пред медиумите, за да можат и тие секојдневно да имаат пристап и да известуваат за нашата работа. Ако не сме добри, ние нема да седиме залепени за фотелите. Ќе можеме да си подадеме веднаш оставка, па нека дојдат некои други што се поспособни. Ние не се срамиме од тоа ако не успееме. Ние се срамиме од недомакинското водење сите овие 30 години и она двојство што цело време се форсира во медиумите. Значи, од социјална гледна точка, постојат многу поделби и многу призми и гледишта на работите. Ако ја земеме самата урбанизација, таа самата по себе прави раслојување кај граѓаните. Оние целенасочени дупови, измени на дупови дури по 36 пати, само да се удоволи на некој приватњак, тие прават такви социјални раслојувања во општината да веќе луѓето почнуваат меѓу себе да се мразат. Тоа ние ќе го избегнеме со тоа што ќе им оставиме простор на граѓаните преку референдуми, преку повеќе предлози од различни политички партии кои што ќе бидат интегрирани во советите, да го изберат она што тие сметаат дека е најдобро. Тука се ревизорите кои што ќе мора да проработат, тука се инспекциите кои што мора да проработат и тука се социјалните работници кои што навистина мора да проработат. Затоа ние на терен ќе работиме на помош, директна помош, која и текако може да се издвои од буџетскиот фонд на општината. Тоа е 50 милиони евра за 4 годишен мандат. Јас лично сметам дека во изминатите 4 години овие 50 милиони евра ние не ги видовме. На социјалното раслојување ние сме сведоци веќе 30 години. Од кога едната власт ја уништи средната класа во транзицијата, како нивна последица дојде втора. Таа со нивните мегаломански идеи кои што не беа насочени кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, не наведе да размислуваме на некои други нешта кои што воопшто не беа предмет за размислување на оние луѓе кои што имаат социјални проблеми. Како пак нивна последица, ние се надевавме дека треба да вратиме една власт која што ја заборавивме. За жал, имаа шанса и не ја искористија. Сметам дека други треба да добијат шанса и како треба политиката да се распредели и конечно таа да стане демократска. Ако продолжиме вака, социјалните категории за кои што зборуваме ќе продолжат да тапкаат во место кога размислуваме за возрастните лица. Зошто никој досега не се сети дека и тие заслужуваат своје капче во центар? Никој не се сети дека заслужуваат едно место каде што ќе можат тие да се рекреираат, да се дружат, да се забавуваат, да имаат медицинска грижа, да имаат професионална нега, да имаат луѓе од своите генерации, тамо да можат да си разговараат за проблемите кои ги мачат. Значи, ние, не само како кандидат за градоначалник, туку и како советници, ќе иницираме да се најде подитна локација каде овие луѓе да се згрижат и каде да ја поминат својата старост достоинство.